Денеска сакам да споделам со вас една од тенденциите, по моје мислење клучно опасни, за уривање на демократијата во овие либерални општества, кои денеска ги дефинираат и како компетитивни авторитарни општества, кои не се целосно диктатури, но се движат кон тоа, имаат натре некаква произорна плуралност и компетитивност задржуваат, и терминот е компетитивни авторитарни општества. Тоа е падот на авторитетот на знаењето и учењето, на учителот и школата воопшто. И не зборам тука за продавање на дипломи, фалс студирање, тоа се измами, злоупотреби, криминал кој се гони. Зборувам за главната линија, мејнстримот на образованието, чија улога се губи и што е тенденција на сите диктатури, од фашизмот до сите облици на авторитарност, и кај нас тоа се забележува во тенденција десетци години назад. Паѓа авторитетот на знаењето и учителот, и тоа се случува поради тоа што пред олтарот на едно бесно празноглавие, и тоа се случува со падот на она што го нарекуваме општествен договор. Русо што го нарекува општествен договор. А тоа е некаков морален код, некаква легитимност која сите ја чувствуваме за основа на нашето општество. Делумно е таа формализирана во уставот и законите, но делумно е оставена и на политичката култура. Сега во овие општества, тој општествен договор кој некако го градеше и во социјализмот и во постсоцијализмот во еден период, драстично опаѓа под нападот на една побеснета националистичка празноглава, но дрска десница. Тој договор во основа во оваа област дефинира вредноста на знаењето, понаа Змаева стара поговорка: знаењето е сила, знање е моќ, учите децо и дање ноќ. Тоа сега е во криза во основа. И пак е таа хиерархија каде што учењето беше на врвот на пожелните вредности за децата, за своите деца, за другите деца, општо за младината и за општествената соочување, угледност, како би рекле. И таа паѓа во една ситуација пред бесните и дрски, како да кажам, приучени луѓе, сите бучуци у главите, сите исти изгледаат, блиски до власта, кои заседнале на местата на кои треба најдобрите ученици и студенти да седат. Значи има една дрска сценографија која се одвива, луѓе кои мислат дека знаат каде стои власта, еден дрзок цинизам имаат во себе, дека учењето не е важно, нашто учите за џабе, важна е партијата, нели, кај ќе ве смести и како тоа понатака ќе оди, тоа е она што животот вреди. Авторитетот на учителите, професори, наставници, whatever, не се само лични особини нивни, туку зависат од овој општествен договор, тоа што општеството вреднува како такво. И таа дисциплина, стоичност, да се учи, зашто е важно да се вложува во себе, границите кај се учат моралните судови, како се градат моралните принципи, кои се границите на моралните судови кои ги носиме, што е вредно да се подржи, што не е вредно и што е вредно за презир истовремено. Тие класификации скалести се учат. Образованието во основа тоа ви го дава, посебно хуманистиката во образованието, не е целото образование дефинитивно. Значи, ако овој општествен договор падне, било кој добар професор, супер професор, е осамен Дон Кихот. Тој не може да направи разлика. Него можеби не може да му се спротивставаат, не може да го полемизираат со него, но тој искуство го имав кога зборувам за тој тип на човек кој права за националните интереси кои не се националистички за Македонија. Знаете, во амфитеатарот направен се наместо од погледите им гледате на студентите, наместо една согласност и дебата која е базирана врз
знаењето или разбирањето на тоа зашто се збори, стои една празна тишина. Скоро не сакаат да полемизираат околу тоа што го слушаат. Не викаат ни не е така, поинаку е. Едноставно сметаат дека не е тука центарот на приказната, дека центарот на приказната, нивната иднина, вистината под наводници е некаде другде, скриена негде во тие партиски валкани штавови. И тоа го гледате, го чувствувате кога предавате. Они не ви се спротивставуваат, не велат, не може да речат предавањето беше супер, беше одлично и така натака, но има цинизам на однос, не го примаат тоа како вистина. Има тука некаков зид на вредности со кои веќе се вакцинирани, затруени. Во расказот Учителот за Гоце Делчев, него го убиваат, он бива предаден и убиен во баница. И сега повторно го убиваат денеска Учителот. И сега расправаме за тоа, малку расправаме тоа, која е нашата денешна баница во основа, каде што Учителот го убиваме повторно. Прво, тоа е десничарскиот простачки национализам, постапно ги еутанизира концептот на науката и знаењето, сведувајќи ги за потребите на администрацијата како административни службеници на авторитарната држава. Значи, тоа не се независни професори кои носат знаење, тоа се државни службеници и најчесто администратори, помалку важни дури ни од значајните бюрократи во државните институции. Значи, нападот, овој национализам го напаѓа статусот на знаењето и учителот кој го пренесува, хиерархијата, ја руши. Науката ја подценува и ја сведува на добро сервис на авторитарната држава. Исто така, тоа нема сега наука која се бави со епистемолошки прашања, гносолошки, онтолошки, етички прашања. Туку еден сервис повеќе сведен на администрирање во овој авторитарната држава и на овој затемнет агол и предпоставува религија и вера. Ја предпоставува религијата вера како основен светилник на духовниот живот на младите, средните, старите, whatever генерации. Сега, колективистичкиот, второто прашање е колективистичкиот национализам на нацијата жртва, тој е есенцијален идентитет, како го викаме ние, од камен исклесан идентитет за нацијата, и е колективистички тој како црна дупка ги абсорбира во себе сите расправи, искуства за индивидуалните човекови права, за слободарските пракси на ранливите групи, за еманципација на женските права. Целата таа еманципаторска се бора против сите еднаквости. Значи, еден во основа есенцијален идентитет, црно-бел, заснова најчесто на лажни фантамазгорични слики за минатото на нацијата, некој пат потполно измислени, но глорификантни, кои држат цврсто во дисциплина, чија намера е да држат дисциплина, а не верба или да еманципираат групи и поединци. И на основа на тоа, во фамилијата еден токсичен патриархален модел, кој целосно како од пештера ги врати назад и женските права, и правата на ранливите групи, и правата на малцинствата исто така. Значи, една токсична операција во тие вредносни системи се случува, а се случува преку образованието. Најчесто во основното, но и во средното, пред се и на универзитетите. Дефинитивно, зашто зборувавме како се осакатени универзитетите. Сега, наместо морални и автентични ликови, еманципирани, слободни ликови, образовани личности, кои можат критички да мислат, они создаваат партиски клонови, кои религиски фундаменталисти, кои едноставно се неспособни за ништо друго осем субмисивност на партијата и поглед удолу. Не гледаат ни равно, поглед удолу. Тоа се некакви
млади луѓе кои не ја знаат ни сопствената историја, бидејќи се учени за лажна историја, фризирана лажна историја, а него не знаат ни правописот на македонскиот јазик, не знаат меме да напишат на Фейсбук. Значи ни правописот не го знаат и сопствената историја не знаат. И сега заклучно, глобален тренд на националистичка, традиционалистичка десница е антиинтелектуализмот и со тоа образованието е на удар. Читањето е на удар. Генерално, школите, институциите се на удар и институцијата учител, кој го пренесува во таа хиерархија на знаењето, е на удар. Одамна, но сега тоа е запрепастувачки дрско, безобразно и жестоко историја. Историјата која тие им ја сервираат наместо ова, тоа као, да речеме, ново национално знаење, кое не е знаење, под наводници го ставаме, е новие хормонални клонови своји. Од нив создава агресивни толпи, наменети, надоени со или инфицирани со инфантилни, црно-бели, спомнав, лажни слики за сопствената нација и мисијата незина, спремни, тоа е ново, едно жестоко, отсуство на меморија, критична, демократска меморија, што се има случено, како е дојдено до овие слободи, како е дојдено до оваа држава, кај е таа, кај се незините корени. Едно комплетно ново топовско месо, кое е спремно да гине за некој нов национализм. Значи, неверојатна меморија на риба се инсталира, која нема корени во просветителските, еманципаторски, хуманистички, учителски пракси. Од друга страна, тие создаваат во администрацијата, се забележале едни бюрократи, супер ограничени, меѓутоа со едно чудно садистичко задоволство ме малтретираат. Бюрократи кои ги нарекуваат во теоријата чувари на малите богови, на малите нешта, чувари на малите нешта. Они некој сервис имаат за вас, ги храни вашата нервоза кога чекате, кога ве префрлуваат, немаат документи вамо или немаат документи тамо, па од една од друга канцеларија. Уживаат во таа минимална моќ над вас. Државата е тука позади нив, кој е као светилник ги штити, нивниот грб го чува. И тоа се одлучувачи на ништото. Во хиерархискиот ум. Практично чувари на ништото. Не се чувари на огинот, туку се чувари на ништото. Блаже Конински еднаш вели дека, во едно место вели дека ќе дојде времето на лажните пророци. Сега, точно ова е тоа време. На лажните пророци во образованието, во религиските култови фундаменталистички, во ова што е вредност во администрирање, современата бирократија, во сите тие точки е токсифицирана државата со лажни пророци. Наспроти ова, драги мои, учителот и образованието, а даме се една утопистичка, позитивна опција, тој приопштува мок, бидејќи знаењето е секогаш мок. Не мора Змај да го цитираме, може Фуко да го цитираме, кој сакате од тоа, со која субјектот на младиот човек се, како велиме ние, субјективизира. Станува индивидуа во социјално-психолошка, индивидуална смисла и станува персона во правна смисла како носител на права и обврски. Значи, субјект, индивидуа, персона. Низ образованието, низ хуманистиката. Тој може да учи различни вештини и знаења, но на овој начин станува ова дефинитивно на крајот на образовниот процес. Го насочува своето саморазбирање, значи учејќи тоа, се саморазбира кој што е, неговото себство го анализира, му приоѓа на другиот, на сограѓанинот, на собеседникот. Образованието го учи дека идентитетот и себноста се конструирани наративи, низ создадени во една со демократска меморија, која пак се создава врз желбите, страстите, стравот, социјалната рефлексија.
една фина реченица дека идентитетот и личниот и колективниот е еден номадски од приближување кон другиот, соочен со другиот во себе, другиот во себе и другиот вон себе. Значи, тоа е од, тоа е онаа конструкција низ учењето. Цивилизацијата, па од друга страна, моралот, културата на секоја нација и на македонската, тоа не е исклучок, се создава резултат на долги секвенци на паметење, односно учење, образование и повнатрешнување, доместицирање на тоа образование. Во она што го нарековме на почетокот политичката култура, и општата култура, али и политичката култура, како се однесуваат. Сега, учењето во хуманистичките науки, посебно, ги создава тие, ги тренира студентите да учат сами, односно да може да мислат сами. Како се создаваат моралните консеквенции. И сега, дисциплината на совладување на материјалот претходи на лажните слободи. Слободите се испразни, не можете да ги користите, не знаете, или се опасни за вас и за другите околу вас, ако вие не само дисциплина на учењето не ги исполните, не знаете како да се ослободите себе и општеството околу вас. Значи, вие учите низ социјалните и едукативни норми како се ослободувате, што е слободата, како ја користите. Автономијата исто така следи после подвргнувањето на дрил, на тренинг, на структурата на совладување на материјалот, после кој дрил, тренинг, совладување на структурата, вие добивате капацитети и можности на критичко мислење. Можете да кажете, со ова не се согласувам заради тоа, мислам дека е ова. Инаку претходно тоа се празни моабети, ја не мислам вака, пошто не ми се допаѓа и ништо повеќе. Тоа е разговор за фудбал. Наместо да расправате во школа, ви разговарате, мислите дека тоа слободата и ослободување во образование. Значи, најважно од се, образованието ви учи како да ја погледнете и да ја се осврнете на сопствената историја. Тоа ја нарекуваме демократска историја. И посебно во рамките на демократската историја еден дел кој се вика трансформативна меморија во историјата. Значи, учите на победите и поразите на нациите, сите, во компаративната историја, но и на сопствената нација. Значи, ги учите ќе учите да не бидете арогантни, слепи, во основа глупави и расисти околу сопствената историја, историјата на другите, кои се околу вас или до вас, живеат заедно со вас, туку учите преку концептите на срамот, на вината, учите за сторените, способни да се соочите со сторените недела на сопствената нација. Например, ова што србите не може да го научат дека направиле геноцид во Сребреница. Не мора да научат, ама се соочат со тоа, пошто тие го направиле, не го направил Петко и Станко. Тие не може тоа да се соочат, тоа е неспособност, заслепеност и неможност да се учи оваа трансформирачка меморија во историјата, која преку срамот и преку вината ве учи вистински да научите од изворите, од извориштата на сопствената историја. Во таа смисла, драги мои, например, Ванчо Михајлов ги убива негде околу 5200, така е запишано во периодите на чистките во ВМРО во тој период, почетокот на 19 век, крајот на 19 почетокот на 20 век, убива негде околу 5200 македонски интелектуалци. Тоа е запишано во неговите книги и во книгите за тој период. Тоа во однос на негде 600-700 илјади македонски словени, кои живееле според статистиките во турските дефтери на територија на Македонија, заедно со другите, представува практично цветот на македонската интелигенција.
тој терористички удар од негов не е толку дискутабилен за нас од концептот на Македонија како Швајцарија на Балканите или Македонија како автономија во рамките на некоја друга држава, туку поради терористичкиот удар врз македонската граѓанска интелигенција, со која осакатува, генетски ја осакатува македонската нација, неен дел, и нас не остануваат овие бучуци у главите, со навлечени хулахопки на нив, да се расправаме сега ние со нив. Тоа е таков тип на негативна селекција, еден дел е направен посебно во делот на националистичката групација на ВМРО-вците. Сега, овој пат, да заклучам, е стравичен удар за демократијата на долг рок. Тоа е сериозно, темелно реструктурирање на вредностите. Не можат лесно да се вратат тие еманципаторски, просветителски концепти подоцна. И е многу важно да се бориме за нив сега и веднаш, без никаков компромис.